На 5 септември 2014 година, љубителите на оперската уметност се збогуваа со еден од основоположниците и првите солисти на операта на Македонскиот народен театар, Васка Биџова Гајдова. Колоратурниот сопран, која со чудесната убавина на својот глас, умееше да го сопре здивот на оние која слушаа, да измами аплаузи и бура од воодушевување. Во македонската музичка историја, Васка Биџова се смета за еден од најбравурозните гласови што македонското поднебје го дало. Оперски уметник со типичен колоратурен регистар и тембар, изведба со ретко, динамичка и издиференцирана фраза. Музиката и љубовта кон песната уште во раната младост ја привлекуваат. Таа пее во разни хорови. Стефан Гајдов ја забележа убавината на гласот на оваа млада девојка, чија амбиција била да стане учителка. Пренасочувањето ја носи ке нашите тогашни најдобри учители, Илија Чувалековски и Петер Богданов Кочко, а подоцна кај мадам Кунели, заслужна за успесите на нашите истакнати пејачи од тоа време. Патот ја носи до Виена, каде што со одличен успех ја завршува музичката академија во класата на истакнатиот педагог Марија Бранд. И покрај настојувањата на тогашните виенски професори да остане да ја гради својата кариера во Виена, сепак Васка Биџова Гајдова се враќа во својата земја, каде со Кралицата на ноќта во операта Волшебната флейта на Моцарт во сезоната 1950-51 ја започнува да ја гради својата кариера. Во незината галерија на добро отпеани ликови изложени се Аморот во Орфеј, Кралицата на ноќта во Волшебната флейта, Констанца во Грабнувањето од цареот, Розина во Севилскиот Берберин, Лучија во Лучија од Ламермур, Адина во Љубовен напиток, Джилда во Риголето и многу други улоги. Секако дека кон сево ова треба да се додадат и бројните концерти, од кои последниот е одржан во рамките на фестивалот Интерфест Битола во 1995 година. Во македонската телевизија, Биџова зема учество во бројни музички емисии од класичната музика, но и како соговорник во документарните емисии од областа на оперската музика. За својот огромен придонес, добитник е на бројни признанија, награди и плакети. Ке ги споменеме орденот на трудот со златен венец во 1975 година, Златна лира и октомвриската награда за ликот на Джилда во 1974 година. И за крај завршуваме со зборовите на Фимчо Муратовски. Она што во сеќавањата на милиони љубители на оперската уметност ширум светот постојано се присутни имињата на Тебалди, Тито Скипа, Дел Монако и други великани на пеаниот збор. Така во нашата средина е името на Васка Биџова. Тоа беше чудесно убав глас, глас кој пееше како птица. Тоа беше славејчето на операта.